Од 1 јануари 2019 година граѓаните немаат обврска за поднесување на годишни даночни пријави. За приходите кои ќе ги остварат во 2018 година, Управата за јавни приходи ќе издава пополнета годишна даночна пријава, која физичките лица ќе треба само да ја потврдат или коригираат. Откако проектот ќе почне да се применува, граѓаните ќе може компјутерски да проверат каква пријава им пополнила државата, а на шалтер ќе одат само ако имаат забелешка. За таа цел во текот на оваа година, граѓаните треба да се регистрираат во електронскиот систем на УЈП за персонален данок на доход. Од управата апелираат до граѓаните навреме да ја поднесат годишната даночна пријава за да не се создаваат гужви во последните денови, но и да се регистрираат во електронскиот систем, за да може следната година да се одвива целиот процес без проблеми кога УЈП ќе треба да ги испрати пополнетите годишни даночни пријави. Задолжителна обврска за пријавување на сите годишни приходи до Управата за јавни приходи преку поднесување на годишна даночна пријава имаат сите граѓани, односно физички лица, кои во текот на 2017 година оствариле приходи во земјата или странство по повеќе основи. Што значи, покрај плата или пензија, оствариле приходи од награди, бонуси, надоместоци од работен однос, регрес за годишен одмор, К15, приходи од кирии, односно издавање под закуп стамбен, деловен простор, приходи од дивиденди, капитални добивки, добивки од лотариски игри на среќа, електронски игри на среќа, наградни игри, интерактивни игри на среќа, во износ поголем од 5000 денари по поединечна добивка, приходи од игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници, приходи од интернет, например, е-трговија, услуги извршени преку специјализирани страни, поставување реклами на сопствени интернет страни, прогнози, дојави за типови за спортски надпревари, потоа лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија, работно ангажирање во амбасади, меѓународни организации и други дополнителни видови на приходи кои што не се споменати, а се предмет на одоначување. Годишната даночна пријава може да се достави на шалтерите на УЈП електронски или по пошта. Крајниот рок е 15 март, а доколку даночниот обврзник го пропушти законскиот рок, ќе му биде изречена глоба за сторен прекршок. За ненавремено поднесување, односно неподнесување пријава и за нецелосно пријавени приходи, глобата се движи од 100 до 200 евра во денарска противвредност. Инаку, според податоците на Управата за јавни приходи Струмица, годинава се очекува да бидат поднесени повеќе од 40.000 годишни даночни пријави.